Нашата утринска тема веќе најавивме со Марко што е она кое што ќе го обработиме во овие минути, а ќе зборуваме за квалитетот на животот на лицата во трета доба во Македонија, но и генерално за тоа што всушност значи квалитетен живот во трета доба. Ако во првиот период од животот или во оние први млади години се осврнуваме на образованието и на целите идеите кои што ги имаме за себе, во оној втор дел од животот се посветуваме на семејство и на материјалниот, духовниот развој, а веќе во третиот период од животот, поточно во годините од трета доба, се осврнуваме на она кое што го дава минатиот труд и за тоа кое што всушност сме сакале да го доживееме, а во тие години имаме можност да го правиме тоа. Колку често го правиме она кое што го прават лицата во трета доба, она кое што ги исполнува и всушност од што се зависи квалитетот на живот. Денеска ќе зборуваме повеќе на оваа тема со мојата гостинка, а тоа е Сонја Огниновска, која што е психолог и семеен системски советник во Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Добро утро за вас, Сонја, и добро дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро, ви благодарам на поканата. Имаме тема која што е посветена на лицата од трета доба. Ќе зборуваме за тоа колку и од што зависи квалитетот на живот, особено во нашата земја, и може и малку да направиме некоја споредба со тоа како живеат овие лица во останатите земји, која е визијата за тие години од животот и што се треба да се прави за да може да имаме еден активен живот и во тој период, но истовремено да се чувствуваме исполнети, мотивирани и настрана од оние фактори кои што влијаат и на здравјето. Тук ќе кажеме на почеток како е дефиниција за тоа што значи квалитет на живот во трета доба. Така, морам да кажам дека и со промена и со модерното време и кај нас се случува тоа да лицата во трета доба мора да се прилагодат на тие промени. Така да ако порано карактеристично за во старо време било поголема активност и тоа природно доаѓало преку поголема физичка активност, сега во ова време се повеќе преку интелектуалната работа и завршетокот на тој работен ангажман се јавува предизвикот тие лица да бидат помалку активни. Кога зборуваме за добар ментален живот и добар квалитетен живот на постарите лица, тука мораме да го имаме предвид овие три аспекти, тоа се физичкиот дел, психолошкиот дел и социјалниот дел. Значи, кога зборуваме за квалитетен живот, овие три дела на личноста треба да бидат исполнети. Така што се јавува потребата да се прилагодат овие лица и повторно да се организираат за да имаат добар социјален живот, бидејќи знаеме дека во трета доба може да се соочат со губење на социјални контакти, загуби на некои блиски пријатели или загуби на партнер, одселување или одделување на нивните семејства, нивните деца, внуци и така натаму, така што ќе треба повторно да возобноват некои социјални контакти и да влезат во некои социјални активности. Грижа за сопственото тело, односно добра исхрана, движење, занимавање со некоја активност или хоби, било што и тоа да е што им одговара. Често на постарите им одговара да се грижат за својата градина, да пешачат во природа, па ако не друго да имаат барем миленик со кој што ќе може да го поминуваат времето, значи домашно милениче и така натаму. И како трет, доста важен дел, кој што морам да го спомнам, е психолошкото здравје. Знаеме дека во последно време ни се наметнува потребата да работиме со овие лица, дел како за превентива, дел како сето она психолошки проблеми и предизвици со кои што се соочуваат и кои што гледаме дека им се потребни во ова време. И во ова модерно време, кај што работат психолозите со овие лица, се јавува и потребата да нагласиме колку е важно да се одржува добар психолошки баланс, односно постојано да се води грижа тој потиснат стрес да некако се исканализира и како да се справат тие лица со тој потиснат стрес и со емоциите. Значи, треба да се работи со овие лица на разрешување на
тие стресни ситуации и на искажување на нивните емоции со цел да не дојде понатаму до позагрижувачки состојби. Да. Го споменавме менталното здравје во балансот со физичкото здравје или психофизичката состојба која што треба да е на ниво и во трето доба и да се одржува така како што би требало за да се намалат ризиците кои што би влијаеле, особено врз физичкото здравје кое што во тој период од животот знае да биде нарушено. Кога зборуваме за одржување добра ментална состојба или добро ментално здравје, тогаш активностите и будењето на креативноста и во тој период од животот е особено важна. Ако зборуваме за рекреација, вие споменавте пешачење, па гледаме ние доста повозрасни планинари, имаме и такви јавни примери и сето тоа е еден добар тек како би требало животот да се одвива во тие години. Но од друга страна има примери кои што се пасивни и кои ете од ден за ден, вклучувајќи го и она кое што општествено и економски влијае, ги втурнува можеби во онаа насока која што е непотребна за третото доба. Точно. Треба да ја подигнеме свеста на сите граѓани, на сите жители за да почнат со активност. Тоа не е лесно, тука треба и ние стручни лица да помогнеме и самото семејство да ги мотивира овие лица. Не е едноставно затоа што кај овие лица често се јавува намалена волја, односно демотивација. Тука психолошки треба да се помогне со мали, но значајни чекори, секој ден да се обавуваат по некои мали активности кои што потоа ќе мотивираат личноста да стане, ако направила мал чекор, потоа наредниот ден 2 мали чекори и така натаму да стане повеќе активна. Велам, тоа е не можат секогаш да најдат идеи, но грижата околу внуците или околу семејството, бавење околу купување, ангажирање околу домот, сето тоа може да ги мотивира и тоа е активност. Тоа вие што го спомнавте, креативноста, односно љубопитноста да се покачи, односно да се зголеми, исто така доста значено, бидејќи и менталната активност исто така важна. Значи, умственото вежбање, односно занимавање со загадки, занимавање со решавање крстозбори, судоку и така натаму. И тоа може да помогне, пишување, поезија, пишување, било што и да има афинитет тоа лице да пишува, може исто така да помогне плетењето, занимавањето со тие мануелни работи кои што можат да ја одржат некако таа когнитивна активност која што знаеме дека со текот на годините малку и опаѓа и да превенираме да настане нарушување на тие когнитивни функции. Така е и кога ќе се случи такво нарушување или кога, ако зборуваме особено и за поддршката во третото доба и можеби во одредени моменти намалување на самодовербата или несигурноста која што може да ја чувствуваат, постојат предиспозиции и за влегување во депресија кај лицата во трето доба. Во овој случај превенцијата и рековте е особено важна и работата која што работите го наложува тоа да преку советување и препорачување се избегне сето тоа како би се превенирало да не дојде до таква состојба. Но од вашето искуство, колку се отворени за разговор луѓето на оваа возраст и кога најчесто се повикуваат, односно ве повикуваат за помош? Така, за жал во многу од случаите посетата на психолог се уште лицата ја сметаат за табу тема, односно не се зборува за тоа. Многу е корисно тоа што нивниот доктор, ако имаат психијатар или нивниот матичен доктор, ги препорача за да дојдат и да посетат психолог, бидејќи важно е да се работи со нив. Кажувам, во голема мера е табу тема, но доста се подобрува во тој поглед ситуацијата, бидејќи се информираат исто така колку е тоа корисно и по овие повозрастни лица се доста интелектуално добри, кои што можат да разберат дека психологијата е една наука која што помага во менталното здравје.
Кога зборуваме за соочување со овие симптоми, болести, депресивни и така натаму, навистина има промена во самодовербата и во сликата за себе. И тука значајно е да кажам дека ќе имаме успешен, квалитетен живот и ќе се ужива навистина во староста кога ќе успеат овие лица да го интегрираат своето животно искуство, позитивното и негативното, заедно ја пронајдат смислата во она што го прават, создадат надеж и оптимизам. Значи, старите лица не треба да помислуваат дека и да се навраќаат на некои грешки од минатото, бидејќи во 100% никој човек не успел да постигне се во живот. Така да би ги поттикнала да не се навраќаат многу кон тие неуспешни работи во минатото, туку да гледаат како да постават баланс, како да уживаат во мирот во сегашната состојба во која што се наоѓаат. Да. Факт е дека општествените услови, економскиот фактор тука игра влијание, потоа политичкиот фактор и сето тоа кое што ги обкружува. Најчесто тие се оние кои што сакаат да ги слушнат вестите, да видат што се случува, секојдневните случувања не само и кај нас и надвор од границите на нашата земја, особено во тие години знае да предизвика и страв, а стравот е фактор кој што покрај стресот исто така има големо влијание. Добро споменавте Сонја, и тоа е една порака до оние кои што не гледаат, а се наоѓаат во трето доба, да се осврнат на она кое што го прави, им го прави нивното лично задоволство и да најдат исполнување во овие години. Но кога зборуваме за ваквото влијание и за околината која што не обкружува, како на тој начин да не да избегаме од реалноста, него едноставно да се дефокусираме, можеби во повеќе или во повеќе периоди за да може да го избегнеме тоа кое што ни причинува стрес и страф. Да, овие услови влијаат лошо не само на постарите лица, туку и на сите нас. Да, на секој од нас, така што секој од нас ќе треба да си пронајде начин да се дефокусира малку од тоа колку што може. Инаку интересно е ова, бидејќи со лицата со кои што работиме ние, разговараме и на овие теми, како секојдневните случувања, разните општествени фактори и услови во земјата и понатаму како здравствените фактори, како кризите што се јавуваат, треба да се обработат и ние ги обработуваме кога работиме со овие лица. Но е доста интересно тоа што ќе ги навратиме на животот и на нивното искуство и исто така ќе ни прераскажат и за другите кризи, бидејќи луѓето во трета доба поминале и други кризи, а не само сегашната криза, поминале разни непогоди, можеби преселби, можеби воени состојби и така натаму. Така да може едноставно ние како стручни лица да разговараме во врска со ова, да нивните капацитети да ги уважиме, што тогаш успеале да направат, што постигнале за семејството и така натаму. И во овој момент за да можат да почувствуваат благодарност кон себе си, кон сето она што го направиле. Да, и благодарност кон животот и годините кои што се пред нив. Ќе го завршиме тука нашиот разговор со она кое што последно го споминавте, да доколку имаат потреба да не се ниту срамат, ниту плашат за разговор, бидејќи само со отворен разговор или може да се најде решение за одредна ситуација или состојба, а може да земеме примери и од останатите европски земји, далеко поразвиени од нас, но секогаш е добро кога има позитивни примери. Еден пример во Шведска за тамошните пензионери и лица од трета доба вели дека тие се вклучуваат во креативни активности, поточно волонтери во расчистување или одржување на добра и чиста животна средина. Само еден мал пример, а има многу такви кои што секој индивидуално може да си ги земе како цел за тоа што би можело да го исполни времето и да даде квалитетен живот во трета доба. Ви благодарам, Сонја, за гостувањето и се гледаме во следна прилика со нова тема.